Штип од денес реализира ново сообраќајно решение. Турбокружен тек на раскрасницата кај зграда Порта Пролет, која е и четврта точка во растеретување на сообраќајот и води кон клиничката болница во Штип. Ќе се работи на турбокружен тек, кој што верувам дека ќе ја подобри состојбата во сообраќајот на овој дел од градот, ќе ја подобри безбедноста на сите учесници во сообраќајот, протокот до практично клиничката болница. Морам да напоменам дека етапно ќе се работи за да се овозможи за време на одвивањето на и реализацијата на овој проект непречено движење на возилата. Средства за реализација на овој проект се обезбедени од буџетот на општина Штип. Практично прв пат ваков тип на турбокружен тек да се реализира во нашиот град е нешто околу 10 милиони денари. Целосно ќе биде осветлен, уреден овој потек со проширување на веќе постоечката сообраќајница и крстосница. По завршувањето на турбокружниот тек престои измена на сообраќајниот режим и нов паркинг простор, истакна Јорданов. Ќе има двонасечно движење на возилата од оваа точка кон основниот суд Штип, со тоа што ќе дојде до растеретување на едната сообраќајница која што во овој момент се користи како еднонасочна и се надевам дека ќе има помал метеж во сообраќајот. Паралелно ќе се работи исто така на дообезбедување на нови паркинг позиции за станарите од Порта Пролет, за да практично не се намалат паркинг површините кои што во овој момент се користат долж сообраќајницата која што ќе биде променета во двонасочна. Во изминатите 2 години приоритетно беа завршени и кружни текови на раскрасницата кај соборниот храм Свети Никола и во населбата Сењак, во кој се подобри безбедноста на сите учесници во сообраќајот, изјави денеска градоначалникот Јорданов. Трета точка која што беше зацртана во мојата програма е оваа пред паркот Кртеќе, која што создава се уште проблеми во сообраќајот и веќе од наредната недела како последна четврта точка е исто така уредување на кружниот тек на булеварот Партизанска до поранешното нервно оделение, кое што е една црна точка која што мора да се промени, и она кое што можам да го најавам е дека паралелно со изведбата на овој турбокружен тек ќе се работи на реализација и на тој кружен тек кај старото нервно оделение и со тоа ќе ги заокружиме 4 точки кои што беа планирани за да се уредат и да се овозможи побезбеден проток на возилата и подобар сообраќајен режим.